Нашите новинари беа на терен и разговараа со експерти и со граѓани за најважната тема што ја окупира македонската јавност – бидермаерот. Какви се народните обичаи во Македонија? Што велат експертите по брачно и бракоразводно право? И на крај, што велат цвеќарките по уставно право? Одиме веднаш со нашиот прв соговорник Блажо, кој зборува за народните обичаи. Господине Блажо, кажете ни какви се обичаите за бидермаерот? Како да ви кажам, кај нас во село бидермаерот се фрла и невестата до дек не маже невестата што ќе го фати цело време се фрла. И таа што ќе го фане има рок од 20 дена да се омаже. Сега, знаеш се бива, знаеш како некој пат невестите, оно нема дечко, тука се тепа за бидермаеро, или па има дечко, ама лабава е врската што вика, знаеш, ти мрда опашот. Или па зетот гледа и други невести, или па каа што е случај сега, знаеш, зетот ја онаде невестата и ја лаже дека ќе ја земе и кога ќе дојде до брак, сега разбираш ли ти ќе откачи. Свадба мора да има, така да бидермаерот ќе се фрла и додека нема свадба тоа ќе биде така. За чејс, што се носи за чејс? Се знае. Пари, злато, тендери, кој што има. Како тоа са невеста ти со голтар ќе ја даваш, не бива. И сега тука ако договорат свадба на пример, тука се прави список кој што ќе јаде, кој што ќе пие, чиво оро ќе играе, разбираш ли ти. И така. Хај сега морам да одам на свадбата, ти терајте се вие. Пријатно. Тоа беше господинот Блажо. Фала, Кузман. Одиме сега на цветниот пазар каде што цвеќарката Маја Карака Глувчева ќе ни зборува за уставните практики во изработка на бидермаерот. Одиме Јована, но сепак најпрво до матично, каде што на линки имаме Маја, ама друга Маја, Коцијанчики. Госпоча Маја мисли дека младите треба да инсистираат на бракот да се склучува и што повеќе гости да има. Мислим, широка да биде свадбата, што е поубаво за целата Македонија, мислим. Петар, ќе може ли сега да се слушнеме со цвеќарката? Секако Јована, да, може, а Кузман разговара со неа. Кузман? Да, студио, еве сум пак јас. Какви цвеќиња се става во бидермаерот? Во бидермаер се стават све освен ружа. Ружата има многу трње, боде, ја избегнуваме. И потоа бидермаерот може да го фати само една девојка, таков е обичајот. Таа девојка после е среќна, може да го искористи кога сака во животот. Бидермаерот не е пренослив и не може да си го пренесе една стара мома на друга. Не оди така обичајот и не функционира. И во исто време потоа најчесто деверот, тој му е брат на овој што се жени или братучет, лепи пари на музиката, а музиката оди со стандардниот репертоар, черешна се од корен корнеше, клетите и нека разберат така натаму. И на крај невестата треба да го гледа младоженецот низ, тој е многу симпатично, треба да го гледа Низ решетки. Не, низ бурма, сакав да кажам. Благодарам. А какви се обичаите во Западна Македонија, разговараме со Зоран, младоженец од Мала Речица. Кај нас во Западна Македонија не е многу важно кој ќе го фати бидермаерот, мислим. Кај нас е најважно невестата да биде невино. Мислим, еве, например, ја не сум сакал да го зимам невестата за тоа што не е невино. Дали ме разбираш? Па добро, и вие не личите баш на невин. На невин не е исто за мушко. Мушко е друго. Што поише чившаш боле, разбираш ти баш како ќе докажуваш за некој дали е за мушко дали? То тешко се докажува, така да е тоа скроз друго, мислим. Благодарам. Студио? Различни обичаи, драги гледачи. Ќе видиме на крај дали ќе имаме галичка, комитска, ениџевардарска, ромска, малоречанска или струмичка свадба.